сега на ред е нашата рубрика Будење и имам можност утрово од Скопје да ја поздравам во Струмица мојата драга колешка Сузана Мицева, која што споменав, благодарение на неа и незините приказни многу пати сме уживале заедно тука во утринската. Сузана, добро утро. Добро утро, се надевам дека сте добри, дека имаме убав ден, убаво утро, сите наши гледачи кои што утрово се будат на вистина со утринската на Телма. Така е. И ве очекуваме веќе неколку минути. Како е во Струмица, ќе ни кажеш со оглед на тоа што Скопје ни е некако тмурно, не до толку тмурно, но сиво е. Го немаме сонцето на кое што се поднавикнавме изминативе денови. Како е утринава во Струмица? Сега имам директен поглед од мојата дневна соба кон градот и навистина е така со облачно, со обид сонцето да се протмени за облаците. Се надевам дека ќе се разведри, се уште е нели рано, ќе му дадеме простор на времето, навистина со нетрпение очекуваме да се стопли, да имаме долги прошетки сончеви и се надевам нема да има дожд. Суво е и овде во Струмица. Ја слушав прогнозата од Автомотосојузот на Македонија односно состојбата на патиштата, така што и овде е така, па да се надеваме дека ќе биде топол ден. Така е, да, топол ќе ни биде, но можеби сонцето баш како што сподели ти утринава и во Струмица и во Скопје, веројатно низ цела Македонија, ќе ни биде над облаците и ќе се обидува да си го најде патот, но како и да е, ќе најдеме ние начин денеска да си го направиме овој четврток да ни биде убав и позитивен. Една од причините за таа позитивност можеби на самиот старт од денот е всушност и ова наше вклучување Сузана во кое што ќе споделиме интересни работи. Не знам колку успеа да не пратиш од самиот почеток, но јас и ти наговестив дека всушност денеска фолклорот, идентитетот, традицијата ќе ни се провлечат во неколку наврати или сегменти во нашата денешна утринска на Телма. Па драго ми е што на овој начин би можеле да го поврзам и твоето предавање кое што токму денеска ќе го имаш, ќе ни споделиш за каков тип на предавање станува збор, се разбира фолклорот, децата, сказните, митовите, една многу интересна компилација вметнати во едно предавање токму од твоја страна. Како е предвидено да биде ова предавање со оглед на тоа што ќе биде онлайн, може да ги поканиме гледачите, но ајде прво да почнеме можеби со темата која што и за мене, но верувам и за многумина беше доста интригантна. Од каде потребата можеби да се обработува и да се предава, да се зборува јавно и гласно токму за фолклорот и децата? Некои работи во животот доаѓаат можно спонтано, така и мојот интерес во научно поле да се занимавам со книжевноста за деца и со детскиот фолклор. Пред доста години кога почнав да се занимавам со пишување, фокусот и како критичар и како автор ми беше повеќе насочен кон поезијата, меѓутоа со текот на годините, како што се оформуваше моето образование, како што ја избрав темата за докторската дисертација, всушност тоа го истражувам како млад научник, детскиот фолклор, односно одусното кон книжевното, фолклорните елементи во современиот македонски роман за деца. И од тука се појави и потребата да се зборува многу повеќе и да се истражува за тоа колку фолклор има во современите македонски прозни дела наменети за најмладата читателска публика. Имено во книжевната теорија, веќе во македонската книжевност е општо познато дека првите дела на македонските автори се силно напоени од фолклорот, од народната традиција, така што тоа бил еден природен процес кога одусната книжевност, особено по завршувањето на Втората светска војна, се формира таа прва генерација на македонски писатели за деца и во нивното творештво во поезијата, па и во прозата, има навистина значајни елементи и ја има поетиката на народната приказна, на сказната, на народната песна, на епските јунаци се среќаваат во некоја се разбира трансформирана форма, меѓутоа и во романите и во сказните за деца. И ова предавање всушност кое што попладнево ќе се одржи, го организира Меѓународниот славистички комитет, поточно Комисијата за фолклористика, одржува веќе неколку месеци, околу половина година, едномесечни средби кои што се онлайн, затоа што се вклучуваат научници, односно предаваат научници од сите словенски земји, па и пошироко слависти, кои што се занимаваат со славистика, а темата е исклучиво словенскиот фолклор и книжевноста за деца.
Во Македонија се малку научници, најверојатно помалку од 5, кои што се занимаваме со детската книжевност, а со детскиот фолклор најверојатно сум според она што досега го знам како сознание, можеби еден двајца, на кои што тоа им е најтесно поле на интерес. И така се наметна потребата да се најдат тие научници и од секоја земја да имаме предавања, затоа што тоа беше целта, да се види како се движи фолклорот и детската книжевност, кои се допирните точки, колку е тој застапен и понатамо. Темата на која што пак ја зборувам е драмата, фокусирана точно. Значи, колку драмата за деца содржи фолклор во себе, од 19-тиот век, значи од тие први обиди за создавање книжевност за деца, а тоа е всушност тоа се драмолетките на Јордан Хаџи Константинов Чинот, па до современите автори од 21-тиот век. Да, Сузана, велиш на една рака се бројат научниците кои што се посветени можеби на или подлабоко навлезени во оваа тематика за која што зборуваме. Што сметаш, на што се должи можеби тој се понамален број? Дали во оваа нова литература која што имаме за деца се провлекува елементот за детскиот, односно фолклорот генерално низ детската литература, или едноставно работите се менуваат баш онака како што и сме сведоци на тоа? Па секогаш книжевноста за деца имала и помалку автори низ годините, низ децениите, а најверојатно и помалку истражувачи. Се уште постои во научните кругови, постои таа потврда и став дека книжевноста за деца во Македонија не е доволно проучувана и дека таа е неправедно занемарена. Ќе се присетите дека до пред можеби 7-8 години ние имавме и многу малку домашни изданија на книжевност за деца. Но последниве години се случи некоја многу позитивна промена за која што сме навистина среќни. Се издаваат десетици квалитетни сликовници, збирки поезија за деца, романи, раскази, така што продукцијата навистина доби не само на квантитет, туку и на квалитет. Меѓутоа, со истражувачите е малку поинаква ситуацијата. Нема многу истражувачи, веројатно тоа е пак задача на еден поширок проблем на кој што треба да се работи, да се мотивираат младите пред се студенти, да се заинтересираат за книжевноста за деца. Понатаму да ја истражуваат и се разбира на некој начин таа да стане поле на нивен интерес. Но морам да кажам дека и младите научници бараат перспектива. На факултетите, на катедрите по македонски јазик и книжевност речиси и да нема подмладок. Во институтите исто така многу мал број на научници се ангажираат, така што мора да има поле каде тие луѓе би се реализирале. И мислам дека тука исто така е дел од проблемот. Да, апсолутно се согласувам, дел од проблемот кој што е и можеби институционален, општествен и на едно малку поголемо ниво, но еве ние утринава и во текот на оваа денешна утринска нателма, како што напоменав, ќе се обидеме малку повеќе да зборуваме зошто е важен фолклорот како чувар на нашиот идентитет и зошто е важно уште во рана детска возраст на децата да им се пренесе или прикаже на нив својствен начин. И сега тука би сакала да го слушнам и твоето размислување со оглед на тоа што си истражувач и новинар и автор, зошто или кој е можеби најправилниот начин да им се представи според тебе, се разбира, фолклорот и таа традиција која што имаме долга историја на овие денешни деца, на овие денешни нови генерации кои што се преокупирани со едни сосема нови други светови? Пред неколку седмици правев теренско истражување кое што ми беше потребно за еден друг научен труд за тоа колку детските игри се уште живеат помеѓу современите деца, помеѓу денешните деца. Но јас сакам пред се да се навратам на нешто многу по суштинско. Фолклорот е нераскинлив дел од нашиот живот. Детето уште кога ќе се роди, првите приспевни песни кои што ги
Пееме се песните кои што сме ги слушале ние од нашите баби, од мајките, од оние кои што не чувале можеби во раната детска возраст, така што фолклорот е можеби првиот пев покрај гласот на мајката која што го слуша едно новороденче. Понатаму, сите оние модели на однесување кои што ние ги пренесуваме на децата, поговорките кои што им ги кажуваме, едноставно игрите со кои што ги запознаваме додека се многу мали, или пак песните за игра кои што им ги кажуваме, се фолклор. Едноставно детскиот фолклор или фолклорот кој што се прилагодува за возраста на детето е присутен. Што се случува понатаму? Дали децата го користат? На тоа го истражував и сватив дека децата всушност се уште играат, но важно е да постои играта надвор. Важно е да постои комуникацијата. Тоа е едниот дел. Дел од игрите кои што сме ги играле ние се разбира дека се исчезнати. Например, многу малку деца знаат игри со ластик. Но затоа многу деца ги знаат игрите народна, криенка, па ги пеат песничките кои што ги одредуваат улогите пред почетокот на песната. Например, броенгите кој ќе биде оној кој што ќе мижи, кој ќе биде оној кој што ќе брка и така натаму. Само што се појавува една новина која што е и природна во фолклорот, односно се менува дел од песничката. Например, ако еден стих порано бил на македонски, сега има некоја интервенција со зборови од англиски јазик, што е нормално до некаде заради тоа што децата се навистина преоптеретени или преокупирани со содржини кои што се на англиски јазик. Да, и веќе е многу подостапен тој јазик уште за во рана возраст. Познат им е, да. Но дека фолклорот и децата се присутни и исто така постојат многу онлайн игри кои што децата ги играат, кои што се инспирирани со фолклор, односно имаат митолошки ликови. Например, запознав деца кои што играат видеоигри онлайн, тие во себе ги имаат ликовите, например, од нордиската митологија, од грчката митологија, римската, така што фолклорните елементи, фолклорот и понатаму ќе биде инспирација и за нови уметнички дела и дел од па дури ќе го збогатува знаењето за митологијата, за фолклорот воопшто на децата, но важно е ние да бидеме свесни и да најдеме модел кој што ќе биде прифатлив за нив, за да им го доближуваме. Например, во училиштето да имаме повеќе часови посветени за да споделиме приказни, народни приказни, да гледаат приказни, да присуствуваат на представи мотивирани од некоја народна приказна. Едноставно да може да го запознаваат фолклорот како таков и како тој понатаму станува предмет на следни уметнички трансформации. Да, Сузана, веројатно ќе се сложиш на времето, така многумина знаат да кажат, немаше некој кој што не посетува некакво играорно друштво и не го прошатал светот на тој начин со помош на истото. Јас сум изненадена бидејќи спомена во многу наврати тука во утринската сме пречекувале ансамбли, друштва кои што навистина до ден денес го негуваат тоа и изненадена сум колку се уште има интерес од овие денешни нови дечиња или генерации да се запишат на играорна и на тој начин да ги изучуваат македонски теорија, традиција и фолклор. Како е во Струмица на тоа поле? Дали можеби вака имаш некое првично сознание од твои блиски обкружувања, луѓе и така натаму? Како новинар ги следам фолклорните друштва кои што се формираат, обстојуваат, некои изгаснуваат во овој регион. И можам да кажам дека во сите и рурални општини постојат фолклорни друштва, во општина Ново село, во Босилово, во селото Куклиш има фолклорно друштво кое што постои, не знам, повеќе децени, можеби 50-60 години. Во Струмица исто така постојат неколку фолклорни друштва. Културно-уметничко друштво Бороџони, понатоа фолклорна низа. Е токму тоа здружение, односно за традиционални песни и ора, фолклорна низа. Верувајте дека има членови кои што се деца, можеби над 200, што не е мала бројка. Навистина имаат многу активности, прават редовни фестивали во Струмица, настапуваат на сите позначајни манифестации кои што се организираат и патуваат надвор од градот, од државата и така натаму. Достојно го представуваат тоа македонско нематеријално културно наследство, песните, танците, носиите, па и материјалното, нели, кога станува збор за носијата, накитот и така натаму. Така што, за среќа, ова е навистина актуелно
и живее помеѓу младата популација. Да, и навистина се радувам што слушна вакви информации, затоа што убаво е кога и во помалите градови, иако мислам дека можеби тамо и многу во поголем наратив некако да кажам се зборува или се негува целиот овој фолклор, идентитет, култура, традиција која што имаме, и затоа е многу важно да не се укинуваат такви некои насоки на факултети, да се зборува многу повеќе, да им се приближи на децата што всушност значи нашата традиција, колку е долга, колку се навистина е обемна, би рекла, и што се влечеме нели генерацијски за да можеме да зборуваме како нели ние луѓето сега во ова време, да зборуваме за тоа како било некогаш, а впрочем да го пренесуваме на новите генерации. Сузана, ти благодарам многу утринава. Се надевам не те разбудивме многу рано со оглед на тоа што нели ти си ги имаш своите работни обврски во текот на денот. Предавањето е попладне, спомена некаде 16 часот, па се надевам дека ќе помине се онака како што треба и дека навистина ќе се споделат убави и корисни работи кога се разбира детскиот фолклор во прашање. Ви благодарам за можноста да зборуваме за на оваа тема. Се разбира дека е многу важна и се надевам дека колку повеќе се зборува и се крева оваа тема во јавноста, дека ќе предизвика внимание и кај младите, и кај институциите кои што треба да креираат програми и стратегии, и дека навистина ќе гледаме резултати во иднина. Така, ти благодарам за се што правиш, поврзано со ова твое научно истражување, а благодарам и за од тимот на целата утринска за сите приказни кои што постојано и секојдневно би рекла ни ги носиш во утринската на Телма. Остануваме ние секако на линија и во добра комуникација. Поздрав до тебе и ти посакувам да уживаш во денот. Иако споменавме сонцето ќе се бори со облаците, но се надевам дека ќе најдеш начин со оглед и на предавањето и на бројни други предизвици денешни да едноставно имаш убав четврток. Ти благодарам. Ви благодарам и вам.